Символот на Скопје сега символизира раздор. Што се урива на кале, соживот или коалиција? Скопската тврдина територија за освојување. Ова се само дел од насловите кои ги прополнуваат медиумите по скандалозното уривање на црквата музеј на Скопската тврдина. Не стивнуваат реакциите за вандализмот за кој многумина сметаат дека може да ја дестабилизира земјата. ВМРО Народна партија денеска прашува во која функција биле полицајците видени на ТВ снимките, дали биле спречувачи или пак поддржувачи на толпата која со нозе ги уриваше ѕидот и металната конструкција на сакралниот објект. Партијата најостро го осудува вандализмот и останува изненадена од игнорантскиот однос на демохристијанската ДПМНЕ. Сметаа дека молчењето на надлежните институции представува единствен начин за влошување на меѓунационалните и меѓупартиските односи во земјата, во период кога сите се во исчекување на предвремени парламентарни избори. Издруженијата на припадниците на безбедносните сили со остри реакции. Од Бедем на Имер Салмани му порачуваа дека во 21. век во Македонија нема место за верски и политички изживувања со верските чувства на граѓаните. Од Достоинство велат дека ова им наликува на почетокот на конфликтот од 2001-та, кога се почна со сквернавање на културно-религиозни објекти на Тетовското кале. Ние, припадниците на безбедносните сили, сакаме да ја потсетиме македонската јавност дека на сличен начин со сквернавање на културно-историски и религиозни објекти на Тетовското кале пред точно 10 години започна вооружениот конфликт. Од Достоинство побараа и објаснување зошто владеачката коалиција истовремено гради и урива. Порача и дека никој во државава, барем според законот, не смее да тера сопствена правда. Ова овде е Република Македонија. Јас не знам кој треба да им дозволи на власта да гради. Овој објект се гради со знаење и дозвола на власта, меѓутоа за жал представници од истата таа власт учествуваа во рушењето на овој објект. Разочарува фактот што ДУИ како политичка партија на УЧК за 9 години континуирано учество во власта не успеа да научи да ги користи институциите на системот, туку се враќа на старите методи на диверзија, тероризам и насилие во толпа. Додека екипата на 24 вести ја снимаше изјавата на припадниците на Достоинство, група од неколкумина странски туристи беше во обиколка на калето. Освен многобројните фотографии, се запрашуваме какви впечатоци тие ќе понесат во својата родна земја од Скопската тврдина.